Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во анализата на Телевизија 24. После вчерашното представување на извештајот за напредокот на земјава кон Европската Унија, кон почетокот на преговорите, денеска во Скопје беше и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Тој рече дека се надева дека земјава до нова година ќе го почне процесот и дека ќе се одржи првата владина конференција меѓу Европската Унија и Северна Македонија. Извештајот за земјава е со средна оценка 3,11. Земјава има оценка дека има умерен напредок кон Унијата. Владата вели дека оценката е добра, дека го покажува напредокот во повеќе области, но извештајот има и сериозни забелешки за оние клучни области како што се владење на правото, распространетост на корупција, правосудните реформи и така натаму. За ова вечерва ќе зборуваме со нашиот гостин, тој е министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи. Добра вечер. Добро вечер. Кажете ми, оценката на извештајот дека Македонија е умерено подготвена за почеток на преговорите за Европската Унија. Сега, ако сме умерено подготвени, а владата го оценува извештајот како добар за земјава, зошто би бил добар ако сме умерено подготвени со оценка 3,11? Вака, во извештајот има две категории на оценување, а тоа е подготвеност и прогрес. Прогресот значи работите што сте ги постигнале во извештајниот период, од претходниот извештај до сега, значи во изминатата година, а подготвеноста зборува за кумулативната подготвеност од кога сте го почнале процесот до каде сте во процесот на подготвување за пристапување во членство во Европската Унија. Генерално можам да констатирам дека ово е еден од подобрите извештаи што сме го добиле, бидејќи оценува прогрес во најважните столбови на кои што работиме, пред се во делот на фундаменталниот кластер, каде што влегуваат владењето на правото, функционирањето на демократските институции, борбата против корупцијата, организираниот криминал. Меѓутоа, овој пат имавме ситуација да бидеме тестирани и како функционираат институциите во услови на криза и во услови на пандемија. Бидејќи циклусот, редовниот циклус на извештаите на Европската Унија е во април месец. Овој извештај беше одложен од април заради пандемијата и се објавува сега, меѓутоа ова ни овозможи да полагаме и тест на функционирање на институции во услови на техничка влада, во услови без парламент, на пандемија, на полициски час, на владење со декрети. Добро, пандемијата е отприлика еден исти услов, кој е една иста околност за сите земји. Тоа беше дополнителен стрес за институциите и овозможи да во овој извештај имаме и оценка, а особено мене ми е важна оценката кога Европската комисија вели и покрај сите ограничувања што ги наметна пандемијата, владата продолжи со реформската агенда односно ЕУ поврзаната реформска агенда. И тоа зборува многу. Тоа зборува за посветување и во услови на ограничување, и во услови на избори, и во услови на техничка влада, но се разбира, ние мора да разбереме дека извештајот е на Европската комисија извештај на најкомпетентно можно тело, која што ги проценува состојбите врз основа на објективни критериуми и прави еден вид скен на состојбите, еден вид на годишен физикален преглед, ако можам да кажам, на државата, со што ги кажува предностите, ги кажува слабостите и тие ни се основа на нас за да продолжиме да се фокусираме таму каде што Европската комисија констатира одредени слабости. Тоа што е добро е некако временски коинцидира со почетокот на формирање на работата на владата. Бидејќи ние сега почнавме пред еден месец, сега ги правиме плановите, акционите планови за реформските приоритети и ова ќе ни послужи како одлична база врз основа на која ние ќе ги ориентираме приоритетите. Каде ќе ставиме акцент? Таму каде што Европската комисија смета дека има одредени слабости или треба дополнително да се одработи, а особено е важно што се случува во услови на зголемена динамика во
во европскиот процес. Значи, веќе имаме одлука за започнување на преговори, веќе имаме дебата за преговарачката рамка и сето ова ќе даде нов политички моментум кој што треба да се круниса, да кулминира со меѓувладината конференција во декември и веќе ние влегуваме во еден друг модус. Почнуваме преговори и тогаш веќе целата општествена енергија се ориентира во тој модус на работен модус на реформи во кој што ние треба да ја европеизираме државата. Да, добро, верувам дека владата е задоволна од прогресот како што велите, што е нотирано во извештајот. Ајде малку да позборуваме за неколку точки во извештајот каде што се ставени и забелешки, да видиме на пример за судскиот систем. Во извештајот се вели дека има одредено ниво на подготовка, е умерено подготвено. Имаше добар напредок во споредувањето на стратегијата за реформи во судството. Ова е дел од извештајот, да речеме. Јас ќе ве прашам во однос на судството. Ова влада е, да речеме, четврта година отприлика сметајќи и претходната, бидејќи ова е стара нова влада во стара нов состав. На почетокот на првиот мандат премиерот Заев тогаш зборуваше за генерален реизбор на судиите, подоцна се откажа од таа идеја, кажа дека е неизворлива. Сега лидерот на ДУИ најмногу зборува за ветинг во судството, гледам дека тоа го зборува и премиерот Заев. Дали ние некако сега навистина сакаме да го реформираме судството или само на некој начин купуваме време со овие термини, а гледаме дека во пракса малку се менуваат работите? Јас морам само прво да цитирам дел од извештајот, кога вели има одредено умерено ниво на генерална подготвеност во правосудниот систем, добар напредок во имплементација на стратегијата за реформа во правосудството и во адресирањето на итните реформски приоритети, судските институции ги имплементираат новите правила за именување, воспоставени механизми за обезбедување на правосудна независност и отчетност, како што се правилата за именување согласно заслугите. Значи, Европската комисија констатира субстанцијален напредок во делот на независноста и зголемената отчетност на судството. Сега, јас ќе бидам тука поискрен во објаснувањето. Веројатно, очекувањата на граѓаните за посуштински реформи во судството се големи. Што е разбирливо, не? Што е разбирливо. Политичките партии, се разбира, кои што го црпат легитимитетот од граѓаните, се обидуваат да ги рефлектираат овие ставови на граѓаните во своите политички програми и во своите владини програми. Од друга страна, на Европската комисија, поради искуствата во другите држави, им е важно да нема нагла дисторзија во системот која што може да доведе до влошување на состојбите наместо едно внимателно прогресивно подобрување, како што они сега го констатираат. Со законски решенија кои што се имплементираат, да се обмислени, да се во еден широк консултативен процес. Бидејќи очигледно ние имавме состојбата со правосудството во Албанија, каде што имаше радикални одлуки во смисла на ветинг и други реформски прашања и кое што доведе до блокада на системот, бидејќи тоа се големи системи кои што се не трпат радикални решенија, туку бараат внимателна навигација со цел да се ориентираат во правец на европските вредности на правосудство. И од тука таа разлика што вие ја приметувате по однос на тоа што Брисел често коментира: не спомнувајте ветинг, не спомнувајте прочистување, внимателно навигирање во овој процес. Имаше една идеја за ветинг, кој што не се однесува на правосудството, туку на секој носител на јавна функција, во смисла да има сертификат за способности за исполнување на критериуми за носење на јавна функција. Меѓутоа, овој процес се разбира сега со започнување на преговорите. Јас очекувам дека во декември ние имаме прва меѓувладина конференција, ги почнуваме преговорите, почнуваме со фундаменталс, со 23 и 24. Тука правиме точни акциони планови, ги координираме со Европската Унија
и во тој правец ќе ги продолжиме. Добро, ајде малку подиректно. Кога би можеле граѓаните да очекуваат дека тие реформи во судството ќе дадат некаков видлив резултат? Еве, со оглед на сите овие околности кои вие ги кажувате, околностите за менување на таков еден конгломерат, на таков еден мастодонт. Зависи како вие го оценувате успехот. Ако го оценувате на индивидуални случаи, може да добиете различен впечаток. Меѓутоа, ако тоа ви го прави најкомпетентното објективно тело, како што е Европската комисија, и Европската комисија ви вели има подобрување, односно Република Северна Македонија воспоставила механизми за обезбедување на правосудна независност и отчетност. Значи, комисијата констатира дека има подобрување суштински во функционирање на правосудниот систем. Дали сме задоволни ние? Не. Дали се граѓаните? Граѓани очекуваат повеќе. Меѓутоа, сметам дека судството, еве јас од искуство и здравството, се такви конгломерати, такви големи системи, кои што радикални дисторзии знаат да ги радикални решенија знаат да ги пореметат тие системи, и тие многу внимателно треба да се реформираат. И јас мислам дека сега со новата методологија, со започнување на преговорите, ние ќе имаме таква јасно дефинирана рамка како треба да се продолжи со реформирање на правосудството, да чекорите ќе бидат толку предвидливи, и мислам дека во тој процес ние ќе ги гледаме резултатите. Да, уште едно подпрашање за ова, значи верувам дека во судството и како во било која друга област има работи кои се нели номинални, кои се запишани на хартија, кои се лесно мерливи, но ги има и оние невидливи фактори кои се случуваат во праксата, не ги гледаме. Верувам дека граѓаните тука би се прашале дали кај вас политичарите или еве дали во извршната власт постои искрена желба за вистински реформи, за создавање на судство во кое секој би бил, значи би немало недопирливи луѓе, или вие ги користите овие околности за кои зборуваме како изговори за системот да се остане таков на прво рок? Видете, најважно е вие да создадете систем кој што нема да зависи од субјективните желби ниту на политичарите, ниту на тие што се дел од системите. И затоа ние и не бевме против сите засилувања на кои што новата методологија ги донесе во преговарачкиот процес. Бидејќи новата методологија предвидува можност за запирање на процес на преговори, можност за ретерирање од старт, од нула позиција, и можност за блокирање, суспензија комплетна на преговорите. Особено доколку има било какво успорување, застанување, ретерирање во правосудниот систем, во владењето на правото. Значи, затоа почнуваат преговорите со кластерот Fundamentals, односно владење на право, завршуваат со владење на право. Нова методологија, еве ќе ви кажам еден пример за да биде по-пластично сватено од граѓаните. Доколку една земја, членка, смета дека во Република Северна Македонија нема волја за сериозни реформи во правосудството, може да предложи да се суспензираат преговорите. Предлогот на комисијата треба за да се одбие тој предлог, треба 2/3 од земјите членки да гласаат против. Значи, не да гласаат за потврдување на предлогот на таа земја членка која што се пренесува преку комисијата. Туку 2/3 треба да кажат не е точно тоа што го вели земјата членка, за да не се ефектуира суспензијата на преговорите. Значи, тоа е толку стрикно контролиран процес, тоа е толку политички мониториран процес од земјите членки, така да еден амбасадор тука ако провери дека ние не сме сериозни, и тука не зборам само за оваа влада, бидејќи преговорите ќе ги надминат политичките мандати на една влада, процени дека не сме сериозни, се суспендира процесот. И тоа е гаранција за граѓаните. Гаранција дека овој процес веќе не зависи од волјата на политичарите. Да. Дека политичарите ќе бидат пред судот и на ЕУ, и на земјите членки, но и на самите граѓани на избори.
добро додека сме тука, знам дека не е ваш ресор, не е ваш домен, но еве да ве прашам, што мислите дека ќе се случи со владењето на правото доколку судот во Страсбург реши дека дека повлекувањето на аболицијата на Иванов не важи. Значи ова што е актуелно нели деновиве, доколку дојде до таква пресуда, што мислите дека би се случило? Видете, обично ние одлуките на судот во Страсбург ги почитуваме, имаме законска обврска да ги почитуваме, меѓутоа не можам да преюдицирам кој ќе биде исходот на целата таа постапка, бидејќи информациите кои што произлегува дека судот веќе одлучил не се точни. Да, тоа не е туку точно. тоа е почеток на еден процес чиј што епилог не го знаеме. Така да јас очекувам дека водејќи се по тоа што колку акцент е ставено во самиот извештај на потребата од одржливи решенија за случаите кои што произлегуваат од прислушуваните материјали, не верувам дека судот би имал некое поинакво мислење од општите правила и правни процедури кои што Европската Унија ги спомнува и во самиот извештај. Да, добро, нема да се задржуваме премногу на ова прашање, како што кажав, не е ваш домен. Одиме следно, корупцијата во извештајот. Има, значи, регистрирано дека има напредок во борбата против корупцијата. Спомнета е, например, и комисијата за борба против антикорупцијската комисија, но заклучокот на крај вели: корупцијата е распространета во многу области и треба да се обезбеди по-проактивен пристап од сите чинители вклучени во борбата во спречување и борба против корупцијата. Тоа е точно. Ние не можеме да демантираме дека корупцијата е секаде, во секоја пора од нашето општество. Тоа не само во политиката, туку во сите сегменти на општеството во различна форма, и тоа граѓаните го чувствуваат на дневна основа. Меѓутоа, тоа што комисијата го констатира е зголемена проактивност на државата во борбата против корупцијата, и тоа на неколку нивоа. Прво, преку донесување на законот за јавно обвинителство, кој што гарантира одржливост на процеси кои се однесуваат и на луѓе со висока политичка функција, бидејќи гаранцијата дека имате владење на право е кога од председател до било кој граѓанин се подлегнуваат на исти правила на игра, и затоа во извештајот се вели дека има сериозен трак рекорд во истраги, во обвиненија, во пресуди за носители на јавни функции, бидејќи на некој начин тоа е репер дека сите сме еднакви пред правдата, но исто така се забележува работата на Државната комисија за спречување на корупција со бројните иницијативи и предмети кои што ги има отворено по однос на имотната состојба, по однос на конфликтите на интереси, и тоа неселективно и за луѓе во највисоките политички позиции, но комисијата вели во извештајот дека потребно е уште по-проактивен ангажман, односно да продолжи оваа проактивност и тоа да ги опфати сите сегменти на живење. Не случајно реков, преговорите почнуваат и завршуваат со владење на право, со борба против корупција и организиран криминал, и јас очекувам дека тоа ќе биде главниот фокус по кој што ќе не оценат земите дали треба да продолжиме понатаму во различните фази од преговорите. И дека ако има суспензија на преговорите, ако има враќање на нулта позиција или блокирање, ќе биде пред се во оценката како се бориме со корупцијата. И идејата зашто е важно да почнеме преговори е затоа што ќе имаме сериозни механизми во рака за да се бориме против корупцијата и организираниот криминал. Мислам дека голем дел од граѓаните не се целосно свесни колку корупцијата влијае врз нивните животи, врз нивните секојдневни животи. Мислам дека не се свесни колку влијае, да речеме, врз животниот стандард. Зборуваме за еден децениски процес. Сега, бидејќи сте вие тука, дуе на вас 18 години. Ми се чини, учествувала во разни влади, во разни комбинации, но е една партија која е во еден долг континуитет во извршната власт, но гледаме дека тој проблем со корупцијата не стивнува. Значи,
може би лежи ли проблемот може би и во самата ДУИ, бидејќи ДУИ е партијата која цело време на некој начин го контролира тој процес. Видете, сега малце не соодветно едно прашање да одговарам како министр за надворешни, едно како ДУИ. Добро, ова е сепак така да јас повеќе би ги оставил тие прашања во некоја друга емисија која ќе разговарам која ќе одговарам како ДУИ, меѓутоа мислам дека целото прашање по однос на ДУИ и корупцијата е дел од една пропаганда која што никако не е дел од системската проверка на институциите, односно не се докажува со системска контрола на институциите. ДУИ е единствена партија која што има побарано истрага за сите своји функционери од првиот ден на формирање на партијата па се до денеска. И тоа со јавен повик до домашните и до меѓународните институции за да отворат истрага дури без индиции, туку врз основа на оваа барање да се отвори предмет за сите. Ние ќе дадеме список на сите функционери од најниско ниво до највисоко ниво и да се отвори истрага. Бидејќи не сакаме да го носиме товарот на овие вакви генерални шпекулативни констатации дека ДУИ има некаква врска со корупцијата, меѓутоа би замолил, бидејќи ќе разговарам како министр за надворешни работи, ќе создадеме лоша перцепција ако разговарам и за ДУИ. Да, добро. Одиме на јавната администрација. Северна Македонија е умерено подготвена во однос на реформата во јавната администрација. Кажете ми, се спомнува принципот на правична застапеност. Кажете ми, во однос на овие, таму имаше 3 забелешки за јавната администрација. Таа реформа уште во минатиот мандат на владата многу беше така бомбастично најавувана, сега се уште ја чекаме. Го имаме и тој момент на правична застапеност. Ја исто така би кажал дека моја забелешка е за извештајот, например, кога се зборува за јавната администрација, што не се поставуваат како прашање принципите на компетентност, образование, стручност. Тоа не го видов во извештајот, туку некои други репери, а ми се чини дека тоа најмногу граѓаните забележуваат. Значи, во ние секојдневни контакти, кога одат на шалтер, кога одат да побараат нешто, кога ќе се сретнат со таа бирократија, мислам дека тоа им е главниот проблем. Видете, основната разлика меѓу успешна и неуспешна држава е дали имате систем на меритократија во администрацијата, односно во државниот апарат. И тоа го има во секој извештај на Европската комисија и тоа е важно прашање кое се покренува. Дури ние во минатиот мандат работевме не само на систем на меритократија во изборот на вработените во администрацијата, туку и на досегашните политички именувања во јавните предпријатија, во различните институции кои што досега беа именувани од политичките партии назначени раководните лица, да се воведе систем на менаџмент, на професионален менаџмент на тие институции кои што ќе бидат, и мислам дека беше еден од поголемите проекти од планот 369 и 18. Јас гледам во извештајот дека комисијата ја вреднува стратегијата за реформа на јавната администрација, посебно за транспарентност, и исто така и отворениот пристап до работата на администрацијата и особено до сите можни податоци од владиното трошење, кои што се вреднувани во овој извештај, но се разбира и забелешки од типот дека се уште непотизмот, кронизмот постои во нашите институции и на кои што треба да работиме дополнително и да го ставиме како еден од првите приоритети во нашите сегашни акциони планови за
за реформи. Господин Османи, мислам дека во Северна Македонија владее цврсто убедување кај граѓаните, не знам дали е точно или е само перцепција, дека во јавната администрација е невозможно, го спомнавте непотизмот, да речеме, но има и други тука појави, не е само непотизмот, дека е невозможно да се вработиш доколку немаш пријател во партија, доколку немаш некој од партија, доколку не платиш кај некој во партија. Не знам, еве, слободно да кажам да направиме анкета, мислам дека 99% од граѓаните ќе одговорат така. Едете, сигурно има такви случаи, меѓутоа не се сложувам дека е така генерализирано, бидејќи еве подолго време. Да, ја кажа дека е перцепција. Подолго време сум низ институциите и еве посебно додека бев во секретаријатот за европски прашања имав неколку конкурси во СЕП и апсолутно министерот нема контрола во процесот на вработување. Така е направен системот. Низ агенцијата за вработување, низ тестовите кои што се компјутерски и не може да се манипулираат, преку начин на вреднување. Да, буквално немате влијание кој ќе го вработите, освен тоа што системот ќе ви го извади како прв, односно втор, зависи од бројот колку што ги вработувате. Така да, јас не можам да кажам дали подолу низ системот некој го манипулира системот. Иако, од тоа што од искуство можам да го кажам, е дека многу тешко е и да се манипулира од било кој ниво на администрацијата. Бидејќи се обидувам искрено да зборам со вас, бидејќи не е целта тука јас да бранам позиција на владата. Ако има слабости, сега е време, на почеток на мандат, да ги детектираме слабостите и да најдеме решенија. Меѓутоа, верувајте дека впечатокот, можеби, еве ќе ви кажам, можеби има некакво политичко влијание, непотизам, кронизам во договорите за привремено вработување. Кога е веќе дискреционо право на министер кого ќе вработи на 6 месеци на една година. Но вработувањата со решение, на неопределено. Верувајте дека многу малку министерот има влијание или раководните лица во институциите, влијание кој ќе го вработат, бидејќи системот ги филтрира. И ви наметнува вие да потпишете договор со тој што системот ќе ви го извади како најсоодветен врз основа на многу критериуми кои што ги предвидува законот. Но има злоупотреби. Например, еве сега во рамки на Бадентер има македонци кои што се пријавуваат како албанци, турци како албанци, албанци како турци, само за да влезат во квотите, и тоа се секогаш, секој нов систем има некои колатерални ефекти кои што вие потоа со дополнителни механизми треба да ги менаџирате и тие. Да. Добро, некако гледате дека го миксаме разговорот малку од извештајот, малку од реалниот живот, од праксата, кога сме кај вработувањата. Принципот на Бадентер и правичната застапеност не е ништо ново, тоа е веќе 20 години, веќе не знам колку пати сме зборувале за луѓето кои седат дома и земаат плата, кажавте ќе се реши тој проблем. Поинтересен е сега, поактуелен е планот на владата за вработување по принцип на правична застапеност во приватни компании по пат на државни субвенции. Па така, и тука владе има некоја теза дека тоа е план на ДУИ, всушност, бидејќи на некој начин јавната администрација во сите овие години, децени дојде до својот максимум, нема веќе толку голем простор за маневар, па тезата е дека можеби сега сака ДУИ да го проложи тоа свое влијание, па да го прави тоа веќе и во приватните компании. Да, мислам дека е недоволно објаснета оваа иницијатива. Точно е дека е дел од програмата на ДУИ, јас сум еден од идеаторите на оваа идеја, но каде беше замислата? Мојот став е мамено чувство дека ние се уште, како етнички заедници, живееме во некои наши паралелни светови. Имаме многу малку мостови, платформи, каде што го поминуваме денот заедно. Бидејќи кога непознавањето, неконтактирањето создава предрасуди, предрасудите создаваат страв, стравот создава конфликти и анимозитет. Единствениот начин како заедниците од паралелни светови во кои што живеат, посебно младите, во
посебни места, работат на посебни места, живеат, се забавуваат на посебни места. И така нема да може да се запознаат. Јас кажав и на претходната пресконференција дека ако правичната застапеност во државните институции, покрај што им овозможи правичност на етничките заедници да влезат во институциите, овозможи платформа каде во иста една канцеларија ќе работат и македонци, и албанци, и турци, и роми, и на некој начин ќе се запознаваат, ќе се дружат и тие паралелни светови полека ги приближуваме, создаваме мостови. За жал, таа паралелност постои и во приватниот сектор. Одете во компании каде собственик е албанец, сите вработени се албанци. Одете во компании каде собственик е македонец, сите вработени се македонци. Веројатно е тоа нормален човечки инстинкт, тоа е прашањето на промовирање, односно поддршка на својот е биолошка категорија, тоа не е социјална конструкција. И ние како држава треба да создадеме механизми како тој биолошки порив, секој со својот, да создадеме механизми како да создадеме платформи да бидат заедно. Јас мислам, ако ние не им се мешаме на приватните, меѓутоа им велиме, ако е албанец собственик на компанија и сите вработени му се албанци, му велиме доколку ти вработиш еден турчин, еден ром, еден македонец, за да малце го измешаш составот внатре, ќе добиеш дополнителна субвенција. Он не мора тоа да го прави. Но ако сака дополнителна субвенција за да може да создадеме, за да ја рефлектираме демографската реалност во секој сегмент од општеството, само така ние паралелните светови ќе ги направиме едно општество и јас тука ја гледам најголемата вредност на ова иницијатива. Мислам дека разбирате дека оваа идеја, колку и да вие велите дека е благородна и водена од вистински причини, дека е проблематична по повеќе аспекти. Зошто? Прво, од аспект на пазарот, на пазарната економија. Но ние не наметнуваме. Добро, но на некој начин тоа е проект, давате... како што имаше до сега, проект во кој што државата субвенционира вработување на жени. Поради тоа што, очигледно, жените, заради тоа што имаат одредени биолошки причини за одмори повеќе, за помала продуктивност, има компании кои што ги фаворизираат мажите при вработување. И државата, за да создаде услови за еднаквост, субвенционира компании доколку вработат жени. Или па, доколку вработат роми. Бидејќи целта ни е да направиме инклузија на ромите во системот. Видите сега, етничката припадност во приватната собственост не е воопшто нотирана, ниту е важна, ниту како ќе оцените вие која компанија е албанска, која е македонска, кој е албанец, кој е македонец, можеби како што вие велите има во државното, едноставно ќе каже човекот јас се чувствам како албанец, јас како... Види се, знаеш, ме разбирате што сакам да кажам? Каде ја правиме грешката? Не се наметнува на приватниот сектор. Приватниот сектор може да ја игнорира оваа политика, оваа субвенција. Ова се начини како да се создаде инклузивност и во приватниот сектор. Ако една компанија има 100% албанци, сака да вработи еден ром, еден турчин, ќе може да ја искористи правото да придонесите за одреден период, му бидат олеснети, за да он се чувствува помогнат за да го направи тој потек. А како 100% албанци ќе ги детектирате, ќе ги анкетирате луѓето што се во компанијата? Да се изјаснат? Тоа лесно се прави како систем, како што го правиме во државното, меѓутоа тоа е само за тие што доброволно сака да ги користат овие субвенции. Значи, можат компаниите воопшто да го игнорираат овој проект. Ако сметаат дека не сакаат помош од државата, ќе си терат со своите обврски кои што ги имаат, ќе го игнорираат. Тие што се поопштествено одговорни, што сметаат дека создавањето вакви платформи каде што луѓето од различни етнички заедници ќе работат заедно, ќе живеат заедно, ќе се запознават и ќе ги тргнат предразсудите, тие ќе аплицираат за користење на овие. Така да, секогаш ние се обидуваме да конспиративни некои теории да внесеме околу било која иницијатива, но оваа иницијатива не е ништо повеќе освен субвенција за создавање на едно инклузивно општество и можности за
за сите. Да, добро, правиме кратка пауза за реклами. Вие, почитувани гледачи, останете со нас. Следува делот за посетата на господинот Османи на Бугарија, што очекува, бидејќи тамо се очекува, нели, блокада. Останете со нас.